е најгласниот и најбескомпромисниот поборник на правата и за правата на медицинските сестри и медицинските техничари во Македонија. Чест и задоволство ми е што во ова издание на емисијата Неделен магазин добре дојде и пожелувам на нашата гостинка, магистар сестра Гордана Бешлиовска, председател на Унијата на медицински сестри техничари, стоматолошки сестри и акушерки на Македонија и председател на Сдруженијето За нас. Добре ни дојдовте во студиото на Македонската телевизија. Добар ден, ви благодарам за континуираното покренување на гласот на медицинските сестри и за се оно кое што го следите, за сите наши активности, за сите наши настани, за сето оно кое што медицинските сестри го прават и го следат се за доброто и достоинството на професијата. Сестра Бешлиовска, како сте задоволни од потурнувањето, би рекла, на Сизифовиот камен, ако може така символично да се изразам, во годината 2024, кога станува збор за она за кое што веќе од 2017 година па наваму, сите овие години наназад, вие го застапувате, како председател и на Унијата и на Сдруженијето за правата и афирмирањето на медицинските сестри како навистина клучна алка во здравствениот систем на земјава. Како да ви кажам, мислам задоволството е многу големо кога зборувате за една година која што помина пред се многу енергично и динамично. Сето тоа беше, значи, во еден континуитет на многу настани, многу симпозиуми, многу состаноци, многу стручни настани каде што сестрите може својата работа да ја преточат во трудови и да го покажат нештото за кое што ние континуирано зборуваме. Впрочем, таа е целта на Сдруженијето и на Унијата, каде што едукативното надградување на сестрите е многу важно. Така се брани професијата. Тоа е нашето мото, тоа е сето она кое што како цел на сите тие настани го испорачуваме, им го препорачуваме на нашите сестри, дека достоинството и автономноста на работните места кај нас во здравствениот систем се градат исклучително само со професионализам. Сестрите мора да се образуваат и мора да ги следат трендовите на современата медицина. И она кое што Унијата и Сдруженијето го направија во изминатата 2024 година е нешто за кое што јас не знам колку би ми било потребно време сето тоа да го искажам, со оглед на тоа дека тоа е многу големо време, многу голем труд и голема активност на Унијата и на Сдруженијето, за кое што мислам дека се слушна многу далеко и не само во регионот и на Балканот, туку и во Европа, и за тоа зборуваат нашето членство во асоциациите европски и нашите активности кои што впрочем континуирано беа през годината 2024 година и со европските асоциации. И кај нас, и ние како Унија, како Сдружение кај нив. Мислам дека задоволството е огромно да зборувате за волку големи успеси, со оглед на тоа дека успесите еве и вие ни ги забележувате, тоа го гледа јавноста, тоа го забележуваат пациентите кои што се многу важни. И од тука, мислам, го црпиме стимулот за работата, бидејќи сето она кое што го сработивме и го работиме во 2024 година ги направи медицинските сестри многу видливи. Не направи професија која што мислам дека во овој момент е професија за која што најмногу се зборува. Меѓутоа, има еден момент кој што Унијата и Сдруженијето, јас би сакала гласно да го испорачам и да кажам дека ние мора да ја надминеме флоскулата на хероите на медицинските сестри и она што се вели се за медицинските сестри. Треба да поминеме преку операционализација, односно оперативни програми и настани за медицинските сестри, за сето тоа ние го добиеме во нашата професија. Премногу се зборува за сестринството, премногу се вложува во делот на тоа дека треба медицинските сестри да се образуваат, дека треба да го добијат законот, дека на медицинските сестри им е потребно стандардизирање на работните места, дека медицинските сестри не се доволни и така понатака, меѓутоа немаме ништо кое што во овој момент го надополнува или го исполнува сето тоа. Тоа е многу голема задача и многу не задолжува. Волку многу активности во 2024 година се нешто кое што е навистина големо задоволство и голем успех. Успесите и многу труд. Како не, многу труд. Успесите не се сонуваат. Успесите се постигнуваат со труд. Меѓутоа, ова ви прави едно дополнително задолжување во наредниот период, бидејќи сега кога станувате препознаени, кога станувате дел од европските асоциации, од балканските асоциации и од сето она што е професионално издружение во регионот, каде што нашите комуникации се и едукативни и на секаков друг можен овој начин, задолжувањата се многу големи во 2025 година.
Меѓутоа, задоволството е многу големо, бидејќи нашата унија, нашето здружение се повеќе и повеќе се шири. Затоа зборува комплетното континуирано приклучување на нашите колешки од сите нивоа на здравствениот систем, и од приватниот, и од концесионерството, и од медицинските сестри во Министерството за труд и социјала. Навистина, вие сте дама полна со оптимизам. Меѓутоа, и вашето присуство овде во студиото на Македонската телевизија, а чинам дека така беше и во целата измината година, во ова униформа ваша, која што е всушност интегритетот на секоја медицинска сестра, значи нешто друго. Ако ве препознаваат европските, балканските и европските здруженија, каква е состојбата тука? Чинам дека на неколку пати сте изјавиле дека ќе ја носите униформата. Ова е всушност еден вид свечена униформа, ако може така да се изразам. Ова не е униформата со која што и во која што работите на своето работно место. Дека ќе ја носите се до оној момент додека не се озакони професијата на медицинската сестра во Македонија. Дека ќе ја носите се до моментот додека не медицинските сестри и медицинските техничари во Македонија не го добијат местото кое што го заслужуваат. Па знаете, кога континуирано, еве 7 години колку што постои унијата и здруженијето, континуирано зборувате за своите статуси, за законот, за непризнаеноста на професијата и така понатака, значи ние ги искористивме до сега сите можности. Добро. Се бориме со сите едукативни настани. Значи се бориме на секаков можен начин. Покажувате на дело? Апсолутно. Барајќи си го местото во здравствените структури и имплементација во носењето на одлуките. Значи не постои начин каде што унијата и здруженијето не настојуваше во целиот овој изминат период. И на крај дојдовме до ситуација на свечената академија и сестрите да запеат за сестрите и да ги покажат и сите нивни други афирмации кои што ги имат и хобија, како да кажам. Меѓутоа, сметам дека ова е веќе круната, униформата е нашата сила. Униформата е тоа што нас не отсликува, ова е нашата гордост. Ова е нашиот адмирал, нашиот командант во нашата професија. И сметам дека ако до сега континуирано зборуваме и континуирано наметнавме и во здравствените структури и секаде за медицинските сестри да бидат поставени прашањата по однос на законот, отварање на регулаторното тело, автономноста на работните места, здравата работна околина, безбедносните услови на работа, потребите на сестрите, покачувањето на личните доходи и се тоа, мислам дека на крај на нештата униформата ми е последната круната на професијата која што толку многу ја сакам. Сум истакнала, сум кажала многу пати, единството во унијата и во здруженијето на некој начин допринело на да се доживувам и да се чувствувам вака, да со униформата мислам дека дополнително ќе влеваме да бидеме на точките на дневен ред. Дополнително на сите настани каде што се носат одлуките и каде што се нашите настани, каде што во оваа униформа, како што кажавте, која што е свечена и не е униформа работна, ќе биде гласот дополнителен на медицинските сестри. Се до оној момент додека нашата професија не биде изрегулирана. Сите настани наши како унија, како здружение, каде што заедно со моите колеги ги представуваме во регионот и во Европа, јас на истиот овој начин со униформата ги представувам. И сите веќе во регионот и во Европа знаат и се запознаени со тоа дека унијата и здруженијето во овој момент води една континуирана борба, така ќе се изразам, за да ги доспее и да дојде до остварување на правата на медицинските сестри. Медицинските сестри тоа го заслужуваат. Ние сме многу сериозна професија. И затоа велам дека треба да се донесат одлуки кои што се од општествена важност. Доволно се веќе аплаузите само и епитетите на професијата како професија. Значи мора да се видат нештата на дело. Ние не можеме да ги игнорираме стандардите за бројките на медицинските сестри. Не можеме да ги оставиме сестрите до крајност да согоруваат на работните места. Не можеме да го игнорираме синдромот на согорување. Имате податоци. Вашата унија и здруженијето за нас има податоци од терен, што би се рекло. Вие постојано ги ажурирате податоците за бројноста на медицинските сестри, за бројноста на проблемите на крајот на краиштата, за бројноста на неправилностите, ако може така да се изразам, во работењето на... Многу е болно кога зборувате континуирано за пребројување и се уште не можете да се преброите. Ако тоа е нешто основното и базата, која што досега ја немате, значи само треба да се дозволи на унијата и на здруженијето преку сопствен сектор за сестринство во Министерството за здравство да помогне да ги направи сите овие дата на податоци. Имате ли слух во Министерството? Видете, мислам, затоа изборувам дека слухот е во делот кога додека зборуваме сме, значи, многу важни.
Меѓутоа не смееме повеќе да остануваме само на накажани на неисполнети, неоперализирани како да кажам одлуки со кои што ќе се решат статусите на сестрите. Мора да ги почитуваме стандардите во болниците. Значи мора да се отворат континуираните конкурси за медицинските сестри. Значи мора автономноста на медицинските сестри да се испочитува во болниците. Значи ние не можеме во болниците и понатака и во здравствените институции секаде каде што сме да не можеме да го имаме прагот на нашите интервенции, каде сме, што сме и како сме. И доволно е веќе ова резигнирање на односите на сестрите преку моментот на непрепознаеноста и непризнавањето, да речеме, на образованието на медицинските сестри. Мислам дека постигнавме многу големи успеси, подигајќи го гласот со тоа што првата наша висока медицинска школа во Битола издејствувавме да помине во факултет за медицински сестри. Тоа се, како да кажам, иднината на сестринството лежи во образованието на медицинските сестри. Од тука е паролата во која што јас и ние во Унијата и во Здруженијата постојано кажуваме дека инвестицијата во медицинските сестри е инвестиција во здрава нација. Кога зборувате за инвестиција во медицинските сестри, мислиме на инвестицијата во образованието. Медицинските сестри не може да застануваат веќе во тоа ниво каде што се со 3-годишни студии и мора да го следат трендот на европската медицинска сестра и ликот и мижот и делото. Многу пати сме кажале дека тоа се стандарди кои што се утврдени, курикулуми, директиви кои што не морате и не требате ништо да измислувате и да додавате. Се знае тоа како треба се да изгледа, само треба да биде спроведено во болниците. А треба да се спроведе на начин кога ќе им се дозволи медицинските сестри да бидат тие кои што ќе одлучуваат. И во болниците треба да бидат во управните одбори, и во болниците треба да бидат во комисиите каде што се прават систематизациите и планирањата на работните места. Не смеат да бидат игнорирани никаде во никој дел. И доволно се на позиции како главни сестри. Тие треба веќе да носат и префикси на помошници директори, на префикси на помошници на началници и раководители на оделенија. И доволни се начините и како да кажам на искажување на другите здравствени работници, па ако сакате најповеќе на лекарите по основ на кога се дискутира за сестрите, останатиот медицински персонал, средно медицинскиот персонал. Тоа е нешто кое што Унијата и Здруженијето силно ќе реагира на истото и ќе мора да во колективната меморија да се изгуби. Прво кај носителите на здравствената дејност. Медицинските сестри не се останатиот медицински персонал, нити се средно медицинскиот персонал. Имаат своји вокации. Еве сега ќе го добијат факултетот, медицинските сестри мора преку образовниот процес да си го најдат местото во образованието. Од 2017 ќе повторам, досега вие сте најгласниот застапник за правата. Што е тоа што треба да се менува во вака, видите, законот за здравствената заштита, ние секогаш доаѓаме до еден момент кога имаме проблем со тоа дека, мислам, не сакам да бидам сватена од страна на лекарите дека имам нешто против, меѓутоа секогаш доаѓаме до моментот дека лекарите го немаат законот за собствената дејност, па еве, нели, прво да го поминеме законот за лекарите, па ќе помине и законот за медицинските сестри. Да, меѓутоа лекарите го имаат законот за здравствена заштита. Таму се опишани во сите членови нивната работа, нивниот труд, нивното полагање на специјалистичките испити е опишано во неброени членови, не знам ни колку. Медицинските сестри во тој закон за здравствена заштита се опишани само во 3 члена, каде што е опишана нивната работа само во сменска или несменска работа. И тоа е многу голем проблем и парадокс кој што се пресликува после во болниците, во здравствените институции, каде што следуваат нели дополнително недостатоците од и незадоволствата на работа. Така да мислам дека во овој момент можеби, и ако е толку многу голем проблем во лавиринтите административни да помине законот за медицинските сестри во кој што ние учествувавме во неговата работа, тој доаѓаше и до една страна со сите промени на министрите во Министерството за здравство секогаш застануваше, секогаш се враќавме на почеток, а никогаш не продолжувавме од таму од каде што сме застанали. Чинам дека не е потребен еден генерален закон за здравство каде што мора секое едно наредно министерство со начело со нова гарнитура на министерот да продолжува таму каде што сме застанале. Бидејќи ние веќе не знам неброени пати започнуваме од почеток, неброени пати истиот тој закон повторно го ставаме на разгледување, повторно на една страна, повторно на прво читање каде што нели треба да му се даде одобрување за понатамошно административно
од други. Така да тоа се работи во кои што тапкаме во место. Тоа не е пречи на унијата и на здруженијето да си ги работи, да си ги прави собствените настани. Вие имате во годината 11 симпозиуми, имате 4 огромни трибини, имате конгреси кои што се посетени во регионот и во Европа. Нашиот огромен меѓународен конгрес кој што беше посетен од 36 професионални здруженија, председатели на асоциации, каде што на наше задоволство оваа година и со поддршка од Министерството за здравство, од кабинетот на министерот, од заменик министерот, од ресорните други министерства, каде што имаа прилика да видат нашите медицински сестри колку се признаени во регионот и во Европа, колку тоа ние со нашите колеги сме во паралела со сето оноа кое што го работиме во нашата струка и во нашата професија, колку сме ние гордо за сето тоа. На нас не се потребни подобрување на условите за да го покажеме и да го правиме тоа што го работиме. Нашите медицински сестри кои што за жал си го наоѓаат местото под небото во Европа, во регионот и на страна многу брзо фаќаат приклучоци, така ќе се изразам народски. Високо да, високо професионални и многу брзо се вклопуваат во работните процеси и затоа се многу барани. Европа без граници ние донесе миграцијата во сите правци, не само кај медицинските сестри, меѓутоа ако не се подобрат условите и задоволството на работа, ние нема да можеме да го супримираме мигрирањето на медицинските сестри. Некои научните одредени студии покажале во Европа дека не мигрираат медицинските сестри само заради личните доходи, дека личните доходи се на трето место, дека првата точка поради која мигрираат се незадоволствата од здравата работна или нездравата работна околина, бидејќи сите ние сакаме пред се некој така, признавањето и непризнавањето на образованието. Па сето тоа на некој начин и го чини тоа незадоволство или таа нездрава работна околина, тие небезбедносни услови на работа или непризнавањето или непрепознаеноста и тоа на крај значи со недоволните лични доходи заедно го заокружуваат целокупното тоа 4N што ние велиме незадоволство од општествениот статус. Ова последното подместување на личните доходи ги стимулираше сестрите и треба да ги стимулира. Таргет групата беа медицинските сестри со средна стручна спрема, бидејќи тие беа тие кои што го прават процентот на онаа социјална група на лични доходи кои што се израмнети со најнискиот личен републички минимум. И тоа јас многу пати во Унијата и во Сдруженијето апелираме до медицинските сестри. Првата задача ни е да ги известиме и информираме сестрите да бидат запознаени со сите тие генерални статуси од типот на што е тоа колективен договор, што се тоа систематизација, што е каков е начинот на признавањето на образованието и остварувањето во систематизацијата и затоа ги делиме работите и велиме дека едните се синдикални проблеми, а другите се системски проблеми. И тоа што се синдикални проблеми се проблемите каде што се коефициентите за образованието, каде што се додатоците за условите на работа, каде што се сите оние други групи кои што треба да ги подместат коефициентите, групирањето на медицинските сестри, новите, значи специализациите, признавањето и прифаќањето во колективните договори на специализациите на медицинските сестри и сето оно кое што после треба да ги преслика истите во систематизациите на работните места. Меѓутоа, овие другите нешта за кои што зборуваме како проблеми, тие се веќе системски проблеми или проблеми на самите институции или на менаџирањето во самите институции, каде што нашите медицински сестри се донесени во ситуација да сите на некој свој начин си ги остваруваат и си ги бараат правата. И тоа е нешто кое што не е добро и што ги разединува медицинските сестри. Кога сме веќе кај ова разединување, вие умеете да кажете дека медицинските сестри и медицинските техничари, сега ќе ви цитирам, припаѓаат само на една партија, на грижата за пациентите, неговата вредност, подигање на истата и дека во Унијата и во Сдруженијето на многу начини тоа е првиот приоритет, Унијата апелира до единството на себе. Впрочем, ние најголемиот успех на Унијата на Сдруженијето е обединувањето и единството на сестринството. Значи, ние успеавме од 2017 година да го обединиме сестринството во Македонија од сите пори на здравствениот систем. Значи, обединето, апсолутно и овие настани за кои што зборувам, значи, тоа е нешто кое што ги подига сестрите по специјалности. Значи, поминато е времето на сестра во општа грижа и општа здравствена нега. Ние не можеме веќе да школуваме и да имаме сестри само во општа грижа. Докторите се во специјални, специјалистички области, медицинските сестри се исто така специјалисти во собствените. Тоа е ликот на современата европска апсолутно, и тоа е ликот имиджот и делото на европската медицинска сестра, која што е платена по одговорност, која што е специјалист во собствената професија, која што има автономност. Јас многу пати сум кажала и сум направила многу пати некои примери и некои споредувања, да речеме, ние сите дома можеме да се напиеме на таблета за било каква болка.
Меѓутоа медицинските сестри не смеат на работа ниту една таблета обична кафетин или парацетамол без одобрување од докторот да ја дадат на пациентот. И тоа, знаете како, Овде веќе говориме за автономијата. Тоа е тоа, треба да имате потребна еден ваш дел, еден ваш простор во кој што вие одлучувате, каде што вие понесувате одговорноста. Затоа јас велам дека не треба да се да замеруваат сестрите со високо образование, кога им се признава образованието, дека не треба да им се признае само за финансиска надокнада. Треба да им се признае за одговорности. Затоа велиме дека треба да има да знаеме што очекуваме од сестрите кога ќе завршат средна стручна спрема, па што очекуваме од сестрите кога доаѓаат со високо образование, па со сестрите со специјалистичките студии, сега сестрите кои што ќе бидат со дипломските студии, понатака да не зборувам за научните студии во кои што треба да се остваруваме во образовниот процес и да предаваме нега и ние да ја водиме негата, бидејќи ние работиме во болниците. Мислам, многу нелогично е докторите не работат негата на болен во болниците за да ни ја предават на факултетите, а многу парадоксално е па кога ќе ви ја предават и кога ќе дојдете во болница назад, па не ви го признаваат образованието. И сега не знам кој кого не го признава и кој мислам некако ни се случуваат некои нешта кои што навистина го нарушуваат достоинството на професијата. Сега ова наше гласно говорење од унијата и од здруженијето, мислам во сите вакви правци каде што ние се бориме за статусот на сестринството, од образованието на сестрите до присликувањето на работните места и па се до оној момент каде што зборуваме за одговорноста која што треба да има име и презиме, многу пати, некаде и можеби многу не му се допаѓа на целокупниот систем. Меѓутоа, ние додека не го добиеме тоа што го заслужуваме и што ни треба, унијата и здруженијето никогаш нема да застане со активностите. Ова вие што го кажавте, да, ние како професионалци не сме идеолози, ние немаме идеологија во нашата професија. Нас кога ќе не видите во ходниците, во болниците, на никого не ни пишува од која партија сме и од која националност сме и така понатака. Ние имаме хумана и племенита професија. Професија која што била со години помошник професија и која што сме успеале да ја донесеме до ниво каде што станала високо квалификувана, професионална и стручна професија. Од тука е маката кога не сте платени како што треба. Од тука е проблемот кога ве побаруваат на конкурси со многу, да не речам, недолични услови за работа и платеност. Така да мислам дека толку многу ќе имаме проблем со бројот на медицинските сестри да еден ден сето ово што го имаме сега, не го почитуваме и не го негуваме, сигурно сум дека ќе го бараме, ако со време не превземеме мерки да ги чуваме медицинските сестри, односно да не чуваат и да не слушаат тоа што го сакаме и што го бараме да не го дадат, за да можеме да го покренеме достоинството на професијата и ги задржиме сестрите во професијата. Сестра Бешлиевска, можете гласни бевте таму некаде еден извесен период пред Нова година, кога реагиравте на можноста ординациите на матичните лекари во руралните области да работат без медицински сестри. Дигнавте голема прашина докаде е состојбата, докаде е работата со... Видете, ние многу пати реагиравме и голем број од идеи не дозволивме да се преточат во одлуки или голем број од одлуки не дозволивме да поминат во закон. И покрај тоа што не сме таму каде што се носат одлуките, мислам секогаш како голема репрезентативна бројка и бидејќи издржани се нашите реакции, бидејќи ние најубаво знаеме што е потребно за нас и што не. И сега вие како Унија, како здружение, кога сте отворени према европските асоциации и кога зборувате за европскиот лик на медицинската сестра и гледате колку многу светот приложува и вложува во превенцијата и промоцијата на превенцијата на здравјето, а то се овие средини на превенцијата на превентивата, каде што се овие наши медицински сестри кај матичните доктори, каде што се негуваат и се школуваат медицинските сестри за да бидат самостојни во сопствената работа, да бидат во поливалентна служба на терен кога ќе излезат, како што се сега во овој момент нашите патронажни сестри па се натоварени со дополнителни задачи на работни на терен, меѓутоа ви мора да ја школувате таа сестри да ја способите, нели, за да може да понесе такви одговорности. И кога сите вложуваат во сестрите, ние дојдовме во ситуација да слушнеме дека на нас такви сестри не ни требаат во промоцијата и превенцијата. Што значи за пациентите? Пациентите се суштината на нашето постоење. Ние сите постоиме за пациентите. Превенцијата и промоцијата на здравјето е нешто кое што еден само грам
ве ослободува од еден тон лекување. Ние мора тоа да го сватиме и сите пациенти заслужуваат здравствено воспитување, промоција на здравјето. А ние сме тие промотори, ние сме тие кои што здравствено воспитуваме, промовираме и превенираме. И не може, значи, тимовите се тимови, зборуваме за тимови. Па ние имаме закон врз основа на кој што се формирани тие ординации. Врз основа на законот тие се формирани, законот е исклучителен и кажува дека една ординација за да функционира од таков тип мора да има доктор, медицинска сестра, ваков инвентар, таков инвентар. Ја сега не знам како ние на каков начин ќе го нарушуваме тој закон, како ќе функционира тие ординации. Меѓутоа, сме задоволни од реакцијата која што ја дадовме како што ја дадовме, бидејќи многу сериозно наметнавме во Фондот за здравство носење на дополнителни одлуки за тоа како ќе продолжат понатака со функционирање овие неколку ординации. И мислам дека во моментот се формирани комисии кои што работат исклучително на условите и оно со кои што ќе бидат обврзани тие матични доктори, да ги побаруваат сестрите за работа во руралните средини, да ги поднесуваат извештаите према Фондот за здравство, а Фондот за здравство ќе ги има засилено своите контроли за ова нешто. И мислам дека тоа е многу важно, затоа што повторно ќе кажам дека на нас не недостасуваат и стратешки такви национални програми за превенција, каде што треба многу да вложуваме во превенцијата. Ние сега сме во еден проект со Словенското Министерство за здравство и со образовниот процес на Словенија, од каде што сакаме нивниот систем на образование и да го пресликаме и да го имплементираме во образовниот процес на медицинските сестри кај нас, каде што ние сме дел како Унија, како здружение од целокупниот проект. Медијатор е Светската здравствена организација, на која што сум им исклучително многу благодарна, бидејќи тие во оваа 2024 година Унијата и Здруженијето активно и континуирано го вклучија во сите нивни настани, каде што се буквално овие анализи од терен за промоциите на здравјето. Секоја една промоција започнува првично со анализа и прибирање на податоци. Ние мора прво да видиме каква ни е состојбата и што ни е, па потоа на некој начин да се носат вакви одлуки и вакви решенија. Убедувањата се дека во овие рурални средини се работи за многу мал број на пациенти. Меѓутоа, нашите објаснувања се дека треба да се вложува во образованието на медицинските сестри, нивната самосталност на терен и дека треба да се најде начин да се заштитат комплетно сестрите во матичните амбуланти со најнисок бруто личен доход, за да кога ќе ги распишат тие конкурси кои што условно сега се причината поради кој тие не треба да функционираат со медицински сестри, да бидат побарувани со некои почесни услови. Тоа е високо квалификувана професија која што врз основа на одговорностите не можете да ја побарувате во матичните амбуланти на таква сума и објаснувањето е дека нема медицински сестри. Кога би се подобрили условите, кога Фондот за здравство би субвенционирал или нашол начин за тие нешта да се покренат и условите за работа и описот и пописот на работните задачи на тие медицински сестри и финансиската надокнада, во тој случај не верувам дека нема да имаме медицински сестри кои што ќе се огласат на тие конкурси. Во овој момент работат комисии, во овој момент очекуваме засилени контроли од Фондот за здравство и тоа е оно кое што мислам дека е добра реакција на нашата реакција. Кога ја спомнавте Словенија, како е решена таму состојбата со медицинските сестри, кој е начело на комората и така натаму? Па да, најмногу бројното репрезентативно здружение води комората. Тоа се некои непишани правила кои што самиот делата кога зборуваат и работата и бројноста на унијата на здруженијето апсолутно и сето она кое што ние во овој момент го работиме стручно и едукативно е нешто кое што го има и Словенија, само они имаат записи, имаат закон за истото, а ние сето тоа го работиме, меѓутоа истото не е озаконето. Морам да направам само една компарација овака, да ви кажам дека тие имаат 17.000 медицински сестри, меѓутоа сметаат дека имаат недостаток, а имаат не цели 2 милиона жители. Ако ја споредиме бројката со кај нас, не имаме 9.200 во моментот медицински сестри, а они имаат 17.000. Имаат, да речеме, само 17 медицински центри, ние имаме преку 50. И така понатака, значи прераспределбата, преструктурирањето на медицинските сестри и така понатака е нешто кое што е многу важно, бидејќи ние во овој момент недостасуваме 50% и тие недостасуваат можеби
Не верувам според стандардите дека недостасуваат со оглед на тоа дека 17.000 медицински сестри е сериозна бројка. Затоа и многу полагаат на превенцијата, затоа многу полагаат на превенирањето на болестите и затоа многу малку лекуваат. Јас многу пати сум кажала и најсрдечно сум ги поздравила менаџерите на сите болници, сум кажала, инвестицијата во бројките на медицинските сестри значи подобрување на индикаторите и на ефикасноста во болниците. Задоволните медицински сестри и доволниот број на медицинските сестри иницираат задоволни пациенти, иницираат многу помалку трошоци на болниците, заради тоа што скратувањето на болничкиот ден го носи доволниот број на сестри и ефикасната здравствена нега од медицинските сестри. Медицинските сестри се тие кои што ја носат ефикасноста во болницата. Не можете да очекувате ако не се на доволен број да испорачаат и не можете од незадоволни медицински сестри и здравствени работници да очекувате задоволни пациенти. Затоа да ги чуваат медицинските сестри, да бидат според стандардите во болниците на број, да им бидат овозможени услови безбедносни за работа, здрава работна околина, признаено образование, платено според одговорностите за да имаме задоволни пациенти, бидејќи здравата нација е богатство на државата, а медицинските сестри се богатство на нацијата. До каде е пак караванот на хуманоста? Еве тука некаде пред тоа е крајот. една многу хуманото друштво во унијата и во здруженијето на медицинските сестри е нешто кое што мислам во овој момент еден од зраците на круната на унијата и на здруженијето, затоа што многуте друштва кои што работат натре во унијата и во здруженијето врз основа на специјалностите на сестрите ги на некој начин ги имат организирано сестрите по специјалност, офталмолошките во нивниот дел, кардиолошкиот во нивниот дел, патронажните, стоматолошките, анестезиолошките, сестрите од интензивното лекување и така. Меѓутоа хуманитарното друштво ги има собрано сите медицински сестри. И последниот настан кој што беше како симпозиум втор на инструментарките, каде што имавме сериозна тема на кадаверичната трансплантација, идејата беше да ги ја пренесеме таа сериозна активност и работа на нашите колешки инструментарки во кадаверичната хирургија, да ја пренесат и да се види, впрочем тоа е целта на тие симпозиуми каде што сестрите се едуцираат и од полињата во кои што не работат и доаѓаат од сите други специјалности тоа да го видат. Промоцијата на друштвото помина и друштвото доби свое име овакво затоа што последниот органодарител во согласно со семејството беше медицинска сестра и ние сакаме да го славиме низиното име како што ги славиме имињата на сестрите кои што ги изгубивме за време на ковидот. Хуманитарното друштво не е само за да ги слави имињата на сите овие медицински сестри кои што не само што имаат допринесено во собствената професија, него имаат и оставено вакви животни трагови, да не кажам животот го даде. Како Ивона Пешевска. Да, за професијата имаме многу голем број на други активности кои нели, впрочем заради заштита на податоците на сите сестри кои што ги користат овие потреби од хуманитарното друштво, нема да ги зборувам и не ги правиме за да ги кажеме, меѓутоа успеавме до сега многу заедно со сестрите со еден слоган сестрите за медицинските сестри преку донацијските сметки со општествено одговорните фирми на нашите настани, на нашите базари кои што ги организиравме през годината, да помогнеме во лекувањето на многу сестри, да помогнеме на некои од нашите колешки медицински сестри кои што имаат за жал проблеми со нивните дечиња, имаат потреби од истите, така да ова е нешто кое што на медицинските сестри им дава можности надвор од болниците да бидат хумани и да го покажат племенитето во професијата. Така и традицијата во хуманитарното друштво Свети Спас, каде што добивме ова година и заслужно признание од нив заради доприносот и придонесот на медицинските сестри и во тие хуманитарни акции кои што се многу важни во таа недела на сестринството кој што ние секоја година одбележуваме со нашата свечена академија каде што медицинските сестри ги слават собствените успеси. Толку многу имаше и толку многу направивме во 2024 да едноставно не знам од каде би можела да започнам да зборувам, многу голема гордост, меѓутоа 2025 година ќе ги раскажува успесите на 2024 година, бидејќи задолжувањата сега почнуваат. Кога ќе постигнете вакви успеси, кога ќе се отворите вака, кога ќе направите вакви настани едукативни каде што сестрите ќе ги добијат можностите, кога ќе наметнете стимулацијата на работата на сестрите. Унијата и здруженијето ги донесе сестрите и покрај тоа што се разочарани на работните места и покрај тоа што имаат незадоволства, ги донесе во состојба да сакат, да пишуваат, да бидат дел од едукативните настани, да бидат учени, да ги организираат истите. Ги донесе во ситуација да може да комуницираат со целокупното сестринство во регионот и во Европа и сето тоа е многу. Значи ли ова дека наместо балканска може да организираат сестрите во Македонија на европска конференција или да не откриваме тајни затоа што
Па да, да не откриваме детали, всушност. Да, видите, на огромно задоволство во Унијата и во Сдруженијето ние добивме големи покани од европските асоциации. Ние сме веќе дел од Европската асоциација на сестри со специјалистички студии, сега сме веќе во можност да влеземе во уште една друга европска асоциација, сме дел од Европската асоциација на сестрите со историјатот, сме дел од Балканската асоциација, сме номинирани за да бидеме домаќини на Балканската асоциација, меѓутоа на наше огромно задоволство за сите овие успеси кои што ги постигнавме, а ги цени и ги гледа Европа и ги гледат европските здруженија, бидејќи имаме ние тоа начин како се тоа они да го видат, а и со нивното присуство на нашиот конгрес, кој што го оценија со многу високи оценки и имаме веројатно ќе ги добиеме акредитациите оваа година за да бидеме домаќини, да бидеме домаќини на една многу голема европска конференција на сестринството во Македонија. Сметам дека ќе биде едно нешто кое што е општествено добро и очекувам дека Министерството за здравство, очекувам дека апсолутно сите здравствени структури на медицинските сестри ќе им конечно ќе ни го признаат тоа кое што го заслужуваме и треба да го имаме. Ние бараме само тоа што е наше. Ништо не бараме нешто што не го заслужуваат и што не треба да го имаат медицинските сестри. Сестра Бечлиовска, овде пред крајот на нашиот разговор во ова издание на емисијата Неделен магазин со една забелешка дека навистина многу теми не начнавме, кои што ги планиравме или барем за кои што јас сакав да ве запрашам. Ви благодарам за учеството. Со една желба сите овие активности во изминатата 2024 уште повеќе да се интензивираат и конечно медицинските сестри и медицинските техничари во Македонија да го добијат законот што го заслужуваат и сите оние бенефити кои што ќе произлезат од истиот. Ви благодарам на вистина за тоа што континуирано ги следите сите наши настани и го подигате гласот на медицинските сестри. И е многу важно, бидејќи допира до јавноста, допира до нашите пациенти кои што сметам дека не ни се толку многу лути сега веќе по-генерално, него ги издвојуваат парцијално, индивидуално нештата. Значи, мора секоја една грешка и на било каков начин да биде секогаш осликана со име и со презиме, а не секогаш сите во исти кош за една грешка на една одредена индивидуа. Сметам дека Унијата и Сдруженијето многу направи во тој дел на колективната свест на нашите пациенти и корисниците на здравствените услуги. Така е. Благодарам уште еднаш.